Месец август посветен на поддршка за лицата кои што се соочуваат со губење коса, без разлика која и да е причината. Па разговарам за тоа со Андреј Петров, дерматовенеролог. Првото прашање, доктора, ќе не биде во однос на тоа имаме ли јавна свест за пред се да ги поддржиме луѓето кои што од било која причина се соочуваат со губење коса или веќе целосно ја изгубиле. Па не би можел со сигурност да кажам дали имаме јавна свест. Се надевам дека имаме. Јас гледам дека голем дел луѓе имаат потреба да дојдат на доктор, да бидат прегледани, да бидат сослушани, да биде поразговарано со нив. Кај луѓето што имаат губиток на коса, особено оние со тотален губиток на коса, еднакво колку и докторската, да кажам, докторскиот пристап или терапијата, вреди и разговорот со тие луѓе, да им се објасни дека сепак тоа се здрави луѓе, дека тоа што косата паднала не значи дека организмот не е здрав и дека човек не може да продолжи нормално да функционира и дека модерната медицина сепак има средства како со тоа да се справува, така да треба јавната свест да ја јакнеме заедно и ваквите емисии како и оваа вашата се прилог кон сето тоа. Да, ќе зборуваме секако и за современите третмани, но на почеток да спомнеме кои се причините за опаѓање на коса. Најчесто тука на прва се онколошките пациенти кои што можеби имаат најтешката борба, но секако има и многу други причини, особено стресот колку влијае на опаѓање на косата и во целиот тој процес на заздравување на косата повторно, како ни влијае секојдневието? Па добро, има бројни причини за опаѓање на косата. Најдраматично изгледаат покрај овие што вие ги кажавте, опаѓањето на косата кај онколошките пациенти, кој е сепак привремен, кој е резултат на дејството на терапијата која се дава, хемотерапијата, и тоа е нешто што пациентот на некој начин го прифаќа заради тоа што разбира дека во моментот кога терапијата ќе заврши успешно, на што сите се надеваме, косата ќе порасне. И тука треба разговор и од нас и од онколозите заеднички да се тоа објаснува, да се понудат и средства како да се стимулира раст на коса. Меѓутоа, најдраматичните опаѓања на коса се имунолошките типови на опаѓање на коса, така наречената тотална или малигна алопеција реата, кај која целосно косата испаѓа, може да падне не само косата на главата, туку и сите влакна на телото. Тоа е нешто што бара посебен пристап, бара разговори, бара долготрајно следење покрај терапијата што се прави. Има различни видови на друг тип на опаѓање на коса. Стресот секако е фактор. Голем дел од луѓето имаат нешто што е вообичаено генетско опаѓање, андрогенетска алопеција, која е резултат на генетиката, на влијание на хормоните. Меѓутоа, секако во секој случај, ако тоа се јави кај жени, што исто така е можно, тогаш е сликата малку подраматична и тука треба исто така да се примени еден посебен пристап, да се каже дека и тоа може да се реши, да се надмине. Значи има бројни типови на опаѓање на косата кои за да се детектираат точно треба да се отиде на доктор. Дел од нив се резултат на дефицит на одредени супстанции, дел се резултат на токсични реакции како што е оваа кај пациентите на онколошки третман, може да биде и од токсична реакција некаде од некоја друга причина. Се случува луѓе прскале лозје, па вела докторе ми падна коса. Тоа е токсичниот ефект на сите тие работи кои се користат и во земјоделие и на други места, така да треба да се појде на доктор и да се види точно за што се работи. Да, причините се навистина бројни, но колку треба истрајност во самиот процес на опоравување, односно го спомнавте на самиот почеток моментот дека веќе некако луѓето можеби за разлика од порано повеќе сакаат да дојдат на доктори веднаш да се консултираат, и која е таа фаза каде што може да се спречи и дали воопшто можеме да спречиме опаѓање на коса? Зависи за што се работи. Ако се работи за генетскиот тип на опаѓање на коса, тоа не може да се спречи, но може да се коригира. Ние денес правиме и трансплантации на коса, таму кај што може, кај што е овој тип на опаѓање на коса. Кај други типови на опаѓање на коса, тоа може да се спречи, да речеме, ако имате дефицит на железо или опаѓање на косата поради анемија, вие со тоа што користите суплемент можете да тоа го превенирате, ако е прашањето дали може превенција да се направи. Меѓутоа има делови, има работи кои не може да се спречат. Имунолошкиот тип на опаѓање на косата не може да го спречите. Заради нешто самиот организам го напаѓа сопственото влакно. Што е тоа точно?
медицината екзактно не може да каже, меѓутоа знаеме дека тоа се случува. Така да најважно е да се тоа рано препознае и да дојде да се лекува. На тој начин може да се спречи понатамошно опаѓање на коса. Тоа е препорака, значи не можеме идеална превенција да направиме, меѓутоа тогаш кога ќе се појави да се отиде на доктор и со давање на лекарства да се спречи на тамошното опаѓање на косата. Идеална превенција секако нема, меѓутоа има ли возраст на која што треба особено да се внимава, дали тоа има улога во однос на опаѓањето на косата, односно таа старосна граница на некој начин, што кажува вашето искуство? Па нема некое, се знае дека да речеме кај мажите до некаде 60 годишна возраст 90% од мажите имаат одреден процент на андрогенна алопеција. Некој процент на опаѓање на косата што ни животот се случува. Меѓутоа најинтензивно тоа е во младоста, значи најинтензивно е во периодот на адолесценцијата, тогаш доаѓаат и најзагрижените пациенти, млади луѓе на кои тоа им пречи, кои социјалната компонента има и како битна и тогаш има можност како тоа да се третира и да се превенира, меѓутоа може да настане во било кој период на животот. Имавме често опаѓање на коса во време на ковидот. Значи и вирусните инфекции, силни вирусни бактериски. Тоа беше и дел од следните прашања, со оглед на тоа што има навистина многу голем дел од граѓаните кои што изгубија прилично многу коса за време на корона. Како тоа влијае? Па тоа беше драматична ситуација кај која што веројатно последно што мислевме дали ќе опадне и колку ќе опадне косата, меѓутоа имавме пациенти кои доаѓаа и непосредно после тоа. И тука користевме некои нови модерни техники, правевме терапија со плазма, PRP, со боцкање на скалпот, значи со природни сопствени средства да се надминат тие ситуации, нормално и други лекови кои ги дававме. И имаме доста добро искуство, имаме и публикувано некои трудови тоа. Кај нас во мојата болница во Аџибадем Систина ние работиме една техника со боцкање со плазма и со радиобранови со која стимулираме раст на влакно, што се смета дека е многу модерно денес. Меѓутоа работиме и други работи. Да, пред да го заокружиме разговорот, секако ќе слушнеме изјавата од Сашка Кузманова, која што изработува перики од природно влакно и низината работа навистина ја враќа насмевката на многу лица, значи што им е потребно токму таква поддршка, па ќе дознаеме и во однос на повредените во Кочани колку им била битна низината поддршка во целиот процес на опоравување. Дефинитивно оваа работа за многумина представува нов почеток и многу голема среќа. Најголема среќа, како за пациентите, така и за мене. Мораме да споменеме дека процесот за изработка на перики дека е многу макотрпен, а периките некогаш одземаат и до 21 ден, бидејќи се изработуваат рачно, влакно по влакно и во зависност од тоа колкава е таа перика со густината, колкава им е густината и должината на тие перики. Верувајте, ништо не е толку тешко се до моментот кога ќе се стави таа перика на главата на пациентите, значи тоа е чувство кое што не може да се опише, значи дефинитивно само се доживува. Секој пациент е различен, секоја приказна е различна, но јас секогаш се трудам таа перика да го извлече максимумот од себе, значи и таа перика да биде не може нели секогаш да биде иста како што била и косата претходно, но 99% да биде иста како што и претходно им била косата на тие пациенти. До сега, значи, имам изработено 107 перики, значи 107 насмевки сум измамила и секдека и што ги имам подарено од тие перики, сите реакции се различни. Можам да напоменам, значи, од овие 107 перики, 7 перики, значи последните 7 перики се подарени за дечињата, девојчиња кои што беа пожарени во пожарот во Кочани. При разговор со моја соработничка фризерка која што е во Кочани, имавме значи телефонски разговор, таа ме исконтактира, ме праша на кој начин би можеле да им помогнеме, како би можеле да им помогнеме на неколку девојки кои што се опожарени, се срамат да излегуваат, имаат тешки изгореници, не сакаат да излегуваат надвор, изгубена им е самодовербата. Тогаш значи заклучивме дека дефинитивно на тие девојки ќе им помогне тоа да имаат повторно коса, нели? Да им се направат перики и да можеме да им помогнеме да почнат да излегуваат надвор. Тоа беше Сашка Кузманова, донирањето коса и изработката на перики, навистина е нешто што менува животи. Верувам дека има уште многу колку да се раскаже околу позитивните приказни, реакциите
после нели добивањето на перики, меѓутоа еве за да веќе го привршуваме и разговорот тука во студио, споменавме навистина дека има многу причини, нема некоја точна и навремена превенција, меѓутоа сепак постојат оние главни совети кои што може да ги добиеме од специјалист дерматовенеролог Андреј Петров. За крај нека биде така, советот особено за жените, девојките, затоа што имавме прилика сега да зборнеме околу начинот на кој што ги стилизираме косите, дека може да биде и една од причините за опаѓање на коса, па кој е советот? Па тоа е исто еден од начините на надминување на проблемите, меѓутоа кај жените косата е нешто што е битен детал, да кажам, во изгледот и може да се многу помогне со доаѓање на доктор, на дерматолог. Тоа е првата работа и втора работа е да се користат препораките, може да бидат тоа лекови, може да бидат одредени естетски третмани, во секој случај има начин како да се надмине проблемот. Ви благодарам многу за денешниот разговор. Ви благодарам на поканата.